Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Интервју. Вечерва во терминот резервиран за оваа емисија, мој ваш гостин е министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Добро ни дојдовте. Благодарам на поканата. Добро вечер на сите гледачи на К1 телевизија и чест ми е за прв пат во Велес на некој регионален медиум да бидам тука присутен и да објасниме што и како работи Министерството за труд и социјална политика, бидејќи сметам дека има доста информации кои ќе им бидат од корист на гледачите и на оние кои што навистина имаат потреба од информации кои што се во доменот на Министерството за труд и социјална политика. Пред малку кога се договаравме за реализацијата на овој интервју, рековте вие сте министерство од оние кои што току се раѓаат до оние кои што заминуваат од овој свет. Има многу што да зборуваме. Но еве, јануари е месец кога се прави пресек што се е сработено во изминатата година. Каква година зад себе остави министерството со кое што вие сега раководите? Значи, како што и сами напоменавте, Министерството за труд и социјална политика работи буквално од раѓање до смрт. И мојот втор збор за Министерството е Министерство само за решавање на проблеми, бидејќи кај нас само ги решаваме такви сензитивни материи кои што се од жива материја, буквално работи со луѓе, не работиме со, да речеме, како другите министерства, меѓутоа работиме со луѓе и решаваме реални проблеми. А што се однесува за годината која што помина, можам да истакнам дека навистина турбулентна. Посебно Министерството за труд и социјална политика ја осети, значи, таа година каде што имавме промени во делот на владењето, значи еднаш Социјалдемократскиот сојуз, пак се врати ВМРО, пак Социјалдемократскиот сојуз, да на крај пак се вратиме, значи, коалицијата Западна Македонија, го земе министерството. И како резултат на кризата која што беше, значи, од 2015 се буквално во криза, политичка криза, таа криза се почувствува и врз работењето на институцијата, несомнено, бидејќи кога имаш еден менаџер, буквално министер, кој што владее подолго време, се воспоставуваат одредени релации, значи одреден континуитет во работата, но сега кај нас за жал имавме доаѓа 3-4 месеци еден, па заминува друг доаѓа 3-4 месеци, па сега пак после тоа. Но верувам дека набрзо ова година ќе формираме влада за да имаме еден континуитет во она што согласно програмата која што ја предложиме за добивање на мандатот. Верувам дека ќе направиме измени кои ќе бидат во насока на подобрување на животот на обичниот граѓанин и едноставно да Македонија започне да оди во еден правец кој што треба да оди, бидејќи 2 години едноставно под притисок на политичката криза ништо не се движеше, не само во Министерството за труд и социјална политика, туку генерално во Република Македонија, и очекувам дека во наредниот период ќе се смират тензиите, буквално комшија со комшија сега ќе почне да зборува и едноставно ќе мислиме само за Македонија. Нема да мислиме за една или друга политичка опција, туку ќе мислиме како да Македонија направиме подобно место за живење и едноставно како да им помогнеме на идните генерации да не ги повторат грешките што ние ги направивме. Господине Ибрахиме, малку подоцна во ова наше интервју ке разговараме за проблемите кои што ги имавте од она турбулентно преносочување на министри, па враќање на старата позиција, па доаѓање повторно на позиција на одредени личности. Сега би сакала да зборувам за она што многу голем процент од нашите гледачи претпоставувам дека ќе ги интересира, тоа за пензионерите и за пензиите. Пред само неколку месеци го имавме последното покачување или зголемување на пензиите. Да, со декемвринската пензија се зголеми, фактички декемвринската пензија за 5%. И можам слободно да истакнам дека, бидејќи сепак во Министерството сум од 2011 и учествував во собранието на носењето на многу закони кои се во дел на Министерството на труд и социјална политика, и можам слободно да кажам дека навистина направивме многу во дел на подобрувањето на стандардот на пензионерите, бидејќи многу помнат од пензионерите како беше пред 2006 со намалувањето на минус 8% тие. Меѓутоа ние направивме да најниската пензија например во 2005 година беше 4218 години,
денари, а сега во 2016 да биде 8.895 денари, значи дупло имаме, повеќе од дупло, зголемување на пензиите. Просечната пензија, например, во 2005 беше 7.463, за да во 2016 биде околу 13.754 денари. Исто и во делот на највисоката пензија, во 2005 беше 26.000, за да сега изнесува околу 37.882 денари, во 2016 тоест. Секоја година покрај она усогласување кое што се прави, согласно закон, значи 2 пати годишно правевме усогласување, меѓутоа имавме изголемување истовремено на пензиите, така да 2014 5%, 2015 5%, 2016 5%, ќе започнам, например, еве сега, усогласување на пензиите имавме во 2002 0,63, на 1 јануари, на 1 јули имавме 5,90 или вкупно усогласување околу 6%, за 2013 имаме усогласување од околу 7%, во 2008 кога беше тоа најголемо зголемување на пензиите, дури имавме вкупно усогласување на пензиите зголемување од околу 21,67%, значи го направивме во тој период од 2008 го направивме најголемото усогласување на пензиите, зголемување, така да, меѓутоа тука јасно кажувам дека нема да застанеме, го чекаме официјални податоци на Заводот за статистика во делот на колку се порастот на животни трошоци, за да едноставно предвидиме кој период ќе вршиме усогласување или зголемување на пензиите во наредниот период. Покрај зголемувањето на пензиите, она што е карактеристика за оваа власт е тоа дека за оваа влада е дека пензиите последните години се исплаќаат навреме. Немаме поделба прва категорија, немаме поделба втора категорија, трета категорија, па се закаснело 5-10 дена, 15, па така сукцесивно еден месец во годината поминал, а пензијата не се земала. Сега се знае пензиите се исплаќаат од 1 до 5 во самиот почеток на месец. Се доведувавме порано, барем сите знаеме, сите имаме родители кои што буквално едната пензија ќе буквално ќе прима наредната година дури, декемвриската тоест ноемвриската со согласува, тоест трета рата која што прва, втора, трета група, за да го видовме проблемот кој што беше со пензионерите во минатиот период и затоа на пример кажуваме јасно и ќе продолжиме во наредниот период, исплатата на пензиите мора да биде од 1 до 5-6 најдоцна, зависно од деновите, сабота, недела тоа, во секој месец. Нема да има доцнење во делот на исплата на пензии. Ќе продолжи зголемувањето прво, значи тоа што го ветуваме и го стваруваме во делот на зголемувањето, меѓутоа и во делот на самата исплата на пензии нема никогаш да Министерството на труд и социјална политика, каде што се врши трансферот на пензиите до фондот за пензиско и инвалидско осигурување, нема повеќе да немаме намера да доцне во делот на исплатата. Кога станува збор за пензискиот систем во Република Македонија се воведува многу реформи. Сите тие се во насока на поголема стабилност на самиот пензиски фонд и самиот пензиски систем. Каква ни е тука состојбата во Република Македонија? Ева да речеме споредбено со другите земји или со нашите први соседи. Учествував буквално во носењето на оние клучни закони кои што се од 2011 до ден денес. И можам слободно да кажам, иако например има критики во делот на првиот, вториот, третиот столб, кој што е доброволен сега третиот столб, дека голема е буџетската дупка во фондот за пијан. Меѓутоа нема држава во светот, значи слободно можам да кажам, нема држава во светот каде што нема одреден дел од буџетот кој што се надополнува во делот на исплата на пензиите. Тоа е прва работа. И она новина која што ние буквално донесовме е пензионирање според години на старост. Претходно имавме по два система, тоест стаж и година на старост, и буквално не познавам земја во светот каде што задржана по стаж, пензионирањето туку се оди на старост. Со тоа што на оние кои што сака да продолжат, дури тоа новина ведовме, може да продолжат и по 4-та година. Меѓутоа, треба се уште да се прават реформи за да создадеме еден систем кој што ќе биде навистина ефикасен, значи се уште не кажуваме дека најидеален системот, туку изнаоѓаме механизми за да едноставно создадеме систем каде што ќе има и полнење на самиот буџет, тоест на самиот фонд за пензиско и инвалидско осигурување, но исто така и
ќе овозможиме и бидејќи генерацијски, сепак солидарен е кај нас исплатата на пензии, ќе создадеме еден систем кој ќе има стабилност. Нема, например, ко претходно во минатиот период, да се доведеме до состојба да дури да немаме средства за исплата на пензии и да ги намалиме пензиите за 8%. Да. Од 2006 слободно можам да кажам дека Република Македонија воопшто не ни размислувала, ниту ќе размисли во до намалување на пензиите. Туку напротив ќе одиме кон зголемување на пензиите. Кога станува збор за социјалната заштита во Република Македонија, бројките покажуваат дека многуте мерки кои што владата ги имаше во насока на од помагање на лицата кои што беа нели социјално незгрижени да дојдат до свое работно место, сега веќе ги даваат очекуваните резултати. Бројот на лицата кои што се корисници на парична социјална помош се намалува. Но тоа не значи дека оние кои што добиваат, ја добиваат непроменета. Паралелно со потребите или со трошоците на живот, растат и овие трансфери. Значи, една од мерките кои што минатата година, 2016, се зголеми за околу 5%. И ова година социјалната помош ќе расне за околу 5%, за да во овој период до 2020 година направиме зголемување кој што ќе биде барем согласно порастот на животните трошоци, ќе направиме зголемување од околу 20%. Но морам да истакнам дека навистина во 2005-2006 немавме критериуми по кои лицето ќе прими социјална парична помош. Во 2011 година, кога беа оние реформи во делот кој може да прими, да биде примател на социјална парична помош, се доведовме, мислам, фрапирани бевме, да човек има 20 хектари земја, обработлива површина, а да биде примател на социјална парична помош. Спортист, врвен спортист, да биде примател на социјална парична помош. А се уште активен спортист. Тоа беше злоупотреба на... Злоупотреба класична, значи имавме злоупотреба на системот. Создадовме мерила, критериуми по кои што лицето треба, значи може да прима социјална парична помош, што е материјално небезбеден. Значи буквално да нема ако нема приход, нема никаков приход, мора да му следува социјална парична помош. И веднаш направивме буквално селекција на оние кои што примале, а не треба да примат, кои што го злоупотребувале системот во претходниот период, и сега, например, на оние кои што, меѓутоа, сепак морам да истакнам дека социјалната парична помош мора да расне во наредниот период, за да барем биде, за да го обезбедни екзистенцијалниот минимум на оние на кои што навистина им треба. Да речеме, од 2005-2006, кога имавме 60 и некаде, ако не ставам, 64-65 илјади, сега, например, имаме околу 27 илјади, иако тука има ова бројка, верувам дека ќе се зголемува, со оглед на тоа дека нашата намера да прекин една година заради брзиот трансфер на пари. Меѓутоа, сега тоа го настојуваме да изнајдеме решение на тие лица кои што навистина им треба социјална парична помош, да ги вратиме во системот. Значи, со формирањето на новата влада, мој размислување дека ќе се предложат еден сет на промена на закони, за да тие лица има возможиме да се вратат во системот, каде ако навистина им треба социјална парична помош. Долги години сте во министерство, како што сами рековте, сте учествувале во носењето на многу закони. Дали лично сте задоволни од она што како позитивен резултат испаѓа од владините мерки по основ на вработувањето или на субвенционираното вработување на лицата кои што биле корисници на парични финансиски средства или биле во евиденцијата на семејство од социјален ризик? Согледувајќи ги резултатите кои што се постигне во дело на вработување, можам да истакнам светла точка, буквално од владењето на ВМРО и коалицијата е токму вработувањето. Бројките покажуваат дека за овој период некаде зголемена бројката на вработени за околу 150.000 луѓе. Активните мерки, значи буквално вработувањата во технолошко-индустријските развојни зони, помош, субвенционираното вработување вродија со плод.
намалувањето исто тоа на корисници на социјална парична помош, на бројката на корисници на социјална парична помош, голем дел од нив ги искористија тие активни мерки и денес имаат барем екзистенција за своите семејства. Друго е да земеш социјална парична помош 3, 4, 5, 6, зависи колку период искористи. Да, но, а друго е, например, да работи за 12, 15 или 20 илјади за да остваруваш приход и ќе се чувствуваш полезен, значи, и ќе бидеш буквално задоволен од тоа што остваруваш приход со кој што семејството екзистира, меѓутоа ќе можеш да се задоволиш потреби кои што и на своите деца, и на семејството, кој што може да се ги приушти со 20.000 денари приход кој што го се остварува во семејството. Кога сме кај вработувањата, кај зголемениот број на вработувања, а од вашиот ресор и отварањето на новите градинки, детски градинки, нешто што токму во регионот на кој што ние зрачиме се чувствува како потреба, особено во Велес и Кавадарци. Јас можам слободно да речам дека во досегашниот период воочивме дека има потреба од градинки, впрочем и програмата за која што ветивме 140 градинки из Македонија, се опатени токму и Велес, и Кавадарци, и Скопје и други места. Има потреба, се доведуваме во состојба да имаме листи на чекање сега, но исто така со цел да ги потикнуваме и приватните инвеститори, значи приватни иницијативи поддржуваме како министерство, кај што отворат градинки, за да едноставно создадат капацитети за оние на кои што навистина имаат потреба од престој на нивните деца во градинките, но исто така и работиме на подобрување на условите во градинките. Пред некој ден морам слободно да истакнам дека во аеродром бе воодушевен од отварањето на новиот дел од објектот на Чекорче, тоест на градинката, каде што навистина бев изненаден од придржувањето на високи стандарди во делот на сместување на децата. Тоа ќе продолжи и во наредниот период, значи секаде каде што ќе отвориме градинка, значи која што е иницијатива на министерството и на локалните самоуправи, ќе настојуваме да се вградат такви стандарди во делот на еколошки, во делот на енергетски, во делот на условите, хигиено-техничките услови. Верувајте дека сум, значи моја лична заложба е да имаме секаде такви градинки како што беше во аеродром, бидејќи тоа е навистина пријатно каче за децата. Значи, каде што ќе можат да се дружат, пријателства да создават, каде што ќе можат да имат едно безгрижно детство, да се едуцират и да создадеме една генерација која што ќе биде квалитетна и која што ќе го носи товарот на воиднината на нашата држава. Но затоа кажам 140 градинки за да се намалат листи на чекање, но исто така да работиме на зголемување на наталитетот како што би имале што повеќе деца кои ќе ги посетуваат тие градинки. Господин Ибрахими, кога станува збор за бенефитите кои што се од општи интерес или веќе сите ги знаеме кога станува збор за бесплатниот превоз, бесплатната климатска банска рехабилитација за пензионерите. Еве да напоменеме дека до 20 февруари може да аплицираат сите пензионери, но и за бесплатниот викенд, бесплатниот превоз. Сето тоа се проекти кои што се воспоставени или почнале да се применуваат во време кога на власт е ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери. Меѓутоа, претходната година, за која што велите сами дека беше турбулентна, беше година во која што на чело на Министерството во еден известен период имавме и представник на Социјалдемократскиот сојуз. Кажете ни разликата, вие долги години сте во Министерството, сте биле таму и кога на чело е министер од ВМРО ДПМН, но кога и на чело е министер од СДСМ. Најдобро можете ви да не направите на споредба. Ајде сега ќе кажам дека чудно е многу да човек да каже дека нешто се работело. Мислам, че сгрешам ако кажам дека нешто се сработило минатата година. Се работеше, значи буквално од 2011 додека сум до 2015. 2016 беше година каде што буквално сигравме пинг-понг, значи со доделување на власта. И
Министерството за труд и социјална политика беше институција само која што беше жртва на политиката. Ништо буквално во Министерството за труд и социјална политика во тој период не отиде на напред. Впрочем, еве се и зимскиот одмор за децата кој што беше, а дури, значи, по моето доаѓање веднаш го активиравме, значи ништо буквално не се направи во изминатиот период. Буквално за 2-3 дена го изгуравме целиот проект за да децата отидат на зимување. Ни криви ни должни страдаат, децата ќе настрадаат. Ќе настрада да се продолжеше уште со владењето на социјалдемократскиот сојуз, верувате дека немавме да имаме имплементација на тој проект и че се доведевме во состојба да децата не може да отидат на бајско климат, тоест на зимување. Да. Многу е во тој период, значи сега зборам и за, значи во периодот цела 2016 година се доведовме во ситуација да до таа мера се нарушат меѓучовечките односи, да сега е многу тешко да се воспостават нормални меѓучовечки односи, но благодарение на она што со луѓето се познава веќе подолго време, значи буквално работев во самото министерство и во 2007 година. Најпрви работам на создавање на атмосфера каде што буквално секој ќе се чувствува полезен во донесувањето на одлуки, во донесувањето во размислување дека министерството е институцијата каде што тие ги прехрануваат нивните семејства. Министерството не е политички институција, не е социјалдемократски сојуз или ВМРО, туку министерството е место каде што тие ја обезбедуваат екзистенцијата на нивните семејства. И во разговори со вработени, бидејќи редовно, буквално секојдневно, моето работно време почна од 15 за 9 и завршува некаде до 7 вечерта, работам за да едноставно тие знаат дека единствен интерес на министерството е да се создадат услови за работа, да го сработат она што е нивна задача. Во минатиот период се доведувавме во состојба да министерството ништо буквално, нити информации на влада одеа. Значи, буквално ништо министерството не сработи, значи одредени 4-5 месеци, не помина ниту една информација на влада која што произлега од Министерството на труд и социјална политика. Причините, значи повеќе гледавме политика да тереме, распоредување на службеници од едно на друго место, отколку да допринесеме за подобрување на животот на обичниот граѓанин. Јас разбирам дека политиката е составен дел од животот, но не смееме да дозволиме луѓе кои што 20 години работат во министерството да сега не зборуваат еден со друг како резултат на политиката која што беше спроведена во последните барем 5-6 месеци. И токму мојата намера, барем додека сум како министер за труд и социјална политика, сакам тие луѓе да почнат да зборуваат, да се дружат и едноставно политиката да ја оставиме за после 16:30 часот. До 16:30 часот тие треба да се професионалци. Да го сработат и да допринесат за подобрување на животот на обичниот граѓанин, бидејќи оној социјалец, оној кој што е невработен, ги очекува токму политиките, тоест носење на закони кои ќе бидат во нивна полза, кои што ќе им го олеснат животот на нив и на нивните семејства. И јас сум бил вработен во Министерството на социјална политика, многу добро знам каква атмосфера имаше тогаш, каква атмосфера имаше во септември, октомври, и тоест октомври, ноември, декември. Воопшто луѓето не беа заинтересирани да доаѓаат на работа, бидејќи пресијата која што се правеше во луѓето беше огромна. Да им остави на тие професионалци да го работат она што најдобро умеат. И во разговор денес исто со вработени им кажав, ваша работа е да го сработите она што ќе ви се даде како задача. После 16:30, сакате зборувате, сакате не зборувате, сакате дружите се, сакате не се дружите, но за доброто и на Македонија, и на нашите идни генерации, Македонија, тоест да работат заеднички, за да создаваме закони, да направиме закони кои ќе бидат најдобри и кои ќе им помогнат на обичните граѓани за да во секојдневниот живот. Значи да направиме градинки,
да им помогнеме на пензионерите да се зголемат пензиите, да направиме банјско-климатска рекреација на пензионерите. Пензионерски домови. Пензионерски домови, старски домови, да направиме училишта, изградба на нови училишта, на спортски сали, она што во претходниот период го правевме, за да едноставно тие луѓе уживаат во бенефитите кои што ова влада ги прави. Напоменавте дека за само 2-3 дена било можно дечињата да не заминат на зимување оние кои што се дел од ранливите семејства и кои што можат согласно сите законски норми кои што ги исполнуваат да го искористат овој бенефит. Но кон крајот на 2016 година, почетокот на оваа година, она што е поврзано со работата на Министерството за труд и социјална политика, се случувањата во Сојузот на синдикати на Република Македонија. Политиката е лошо кога се користи заради остварување на одредени политички цели, луѓето се спремни да одат до крајност. Така и мојот претходник, кој што беше технички, отиде до таа крајност да поништи едно решение кое што за мене, значи после увидот во документите, сметаме дека е незаконски. Значи содржаше одредени недоречености и затоа го поништивме. Од документацијата која што ни беше доставена, значи од страна на Сојузот на синдикатите, констатиравме дека прво тоа собрание кое што било, значи има според наши сознанија и она што го имавме на увид, е дека било незаконски одржано. Додека од документацијата на господинот Живко Митревски, констатиравме дека од 17 синдикати 13 присуствувале, го поддржуваат актуелниот председател Живко Митревски, а 4 не. Некои се повикуваат на бројноста, меѓутоа бројноста е малку спорна, бидејќи ако направиме кој е репрезентативен, кој не е репрезентативен, ќе произлезат многу други аномалии. Сепак таму се погранки. Да, гранкови синдикати се тоа. Ќе произлезат многу аномалии кои што ќе докажат одредени законски отстапувања и сметам дека решението кое што го донесовме правилно, значи за поништување на одлуката на техничката министерка Ременска, и доколку тие сметаат дека нашето решение е незаконско, нека поведат управен спор, да му оставиме на судот да процени дали нашето решение е издржано или не издржано. И согласно законот за управна постапка, значи тие се повикуваат дека ја злоупотребувам службената помош, меѓутоа согласно законот за општа управна постапка никако орган имае право да си го поништи сопственото решение. Кога ќе согледаме дека направени се одредени постапки кои што се незаконски. Јас сега велам дека законот кажува, законот за општа управна постапка не го дозволува тоа, го направивме тоа, доставиме на судот што и како ќе направи. Меѓутоа, факт е дека синдикатот го злоупотреби политички. Господинот Дарко, кој што беше назначен од страна на господината Ременска, треба да согледа на вистина, ама реално да согледа, бидејќи сепак тој кажува дека е представник на член на ВМРО бил, меѓутоа многу ми е чудно самата измена и во наредниот период ќе докажеме дека на вистина е направен класичен преседан во делот на донесувањето на одлуката. Она што е најчудно, значи во Министерството составивме комисија која што направи увид во актите. Во Министерството за труд и социјална политика не постојат, значи, одлуките, примероци, само постои бројчето во архива, а додека примерок од одлуките и одредени решенија ги нема воопшто на Министерството. Каде се? Во обвинителство ги побаравме, ги нема. Во Централен регистар побаравме, ги нема. Дали тие се користат дома или каде? Меѓутоа ќе оставиме на органите на прогонот и на основното јавно обвинителство да ги процесуираат постапките кои што се во тек, но и од страна на Министерството за труд и социјална политика во наредниот период ќе излеземе со став дали ќе поднесеме кривична пријава или нема да поднесеме кривична пријава во однос на одредени злоупотреби
кои што се направиле дел на Министерството за социјална политика. Ова министерство е многу значајно и за социјалната сигурност на многумина, меѓутоа и за релаксиран живот и на најмладите, но и на лицата од третото доба. Се надевам дека во многу скоро време ќе се видиме на отварањето на првата рурална детска градинка во општина Велес, а тоа е во селото Каласлари, каде што се гради, каде што се очекува според информациите кои што ние ги имаме само уште она што е обврска на министерството да го обезбеди, а тоа е внатрешната опрема. Да. Ние како министерство, значи, вложуваме премногу во делот на опремување на детските градинки, посебно отворивме проект за во руралните средини да се отворат, бидејќи несомнено дека луѓето работат и во тие рурални средини и нема кој да се грижи за нивните деца. Така да отворивме и ги искористивме постојните капацитети од училиштата, доколку има неискористен капацитет во училиштата, ги користиме и тие средини. Еве сега на пример конкретно сега во наредната недела очекувам отварање на 2 детски градинки, едната е во Валандово, другата е во Ѓорче Петров. Меѓутоа и руралната градинка ќе отвориме наврзо во Велес. Но нема тука да стане, да кажам. Напротив, ќе работиме на отварање на нови градинки, отварање на нови старски домови, со цел да им го олесниме животот на обичните граѓани. Значи, тоа е, секогаш го повторувам и ќе го повторам во иднина, бидејќи обичниот граѓанин е оној на кој што навистина му треба помош. И треба да се прилагодиме на нивните потреби. Значи, нашите политики да ги креираме согласно тие граѓани. И во разговори морам да истакнам дека овој период баш имав разговори со директорите на центрите за социјална работа од Македонија и укажавме на одредени потреби кои што ги има од центрите во дел на нивното функционирање. Потоа граѓаните кои што ги имаат, кои што поднесуваат барања до центрите за социјална работа и да креираме закони согласно нивните потреби. Ќе видиме, значи, после недела што ќе се случува, но и убеден сум дека ќе формираме нашата влада, ќе работиме на задоволување на тие потреби на граѓаните. Бидејќи мандатот, победници сме ние на овие избори и верувам дека во наредниот период ќе работиме на подобрување и на остварување на програмата. Дадената доверба од гласачите треба најдобро што може нели да се возврати, а тоа е со реализација на проекти од кои што бенефит ки имаат самите граѓани. Господине Ибрахими, јас ви благодарам што оваа вечер бевте заедно со нас. Се надевам дека и видина ќе можеме вака да разговараме, се со цел за да им објасниме на сите оние од најмлади до најстари што е оно што го работи Министерството за труд и социјална политика, особено на примателите на парична помош, да им ја кажуваме убавата вест дека средствата кои што ги добиваат ќе растат, ќе се зголемуваат и ќе бидат редовни. Би напоменал дека она што барем во овој период видов дека има проблем, тоа е со блокирањето на сметките на корисниците на социјална парична помош, на постојана парична помош од страна на извршители и од страна на управата за јавни приходи заради радиодифузна такса. Во соработка со комората на извршители договоривме и веќе мислам дека од понеделник ќе стартува тој систем, да извршителите имат пристап до датабазата на Министерството СПИЛ проектот, каде ќе користат податоци дали лицето е корисник на одредено социјално право, така да нема повеќе блокирање во тој дел, но исто така и во соработка со управата за јавни приходи, во однос на радиодифузната такса, токму утре им доставуваме информации кој е корисник, а кој не е корисник на одредено право, тоест во дел на социјална парична помош и постојана парична помош, така да и тука нема блокирање на нивните средства. И благодарам, се разбира, на вашата покана да бидам во вашата емисија. Секогаш мојот телефон ќе биде достапен на вас како медиум и на сите други медиуми и за секој проблем кој што ќе во очите дека постојат на бездомници или на некој му укината социјалната парична помош, мојот телефон е отворен. Секогаш, доколку постои најмала законска можност да му се помогне на тоа лице, верувате дека тоа ќе го сторам. Господине Ибрахими, го имаме ова на ум, секако ние сме постојано натерани, може би први да ги согледаме одредени работи. Почитувани гледачи, јас ви благодарам за вашето внимание. Ве поздравувам со надежда дека и понатаму ќе останете на К1 телевизија. Пријатно.